Лицемерно е, колеги, не примаат плата, немаат ова, уплашени, застрашени, зборуваме за слобода на печат, со која плата, со кои услови, какво е тоа DVD-ке и сечеме како седите и љубезно зборувате? Незадоволството од состојбата во медиумите, новинарите го искажаа преку жестоки реакции на дебатата организирана од ЗНМ, на која присуствуваа делегации од Европската унија и САД, медиумските работници со забелешки до владата, но и со забелешки до новинарското здружение. Според дел од колегите, лицемерно е да се зборува за одредени состојби, кога медиумските работници земаат многу ниски плати, а работат под притисок и висок ризик. 300 евра плата за дел од луѓето кои што работат во медиумите. Незгодно ви е? Да не поставувам незгодни прашања, може ви го расипав планот, министре. Добро? Добро дискусија, да не сметам. Не, да не требаше да дојдам јас со вратоврска, па да бидеме сите свечени. Сгрешив ли нешто, луѓе? Дали треба да зборувате и вие, дали заслужувате човечки примања и капитал? Па луѓе, треба да застанеме за овде, ова е наш ден. Министерот за транспарентност и отчетност возврати дека не може владата да ги зголеми платите на новинарите, но дека работи на генерално зголемување на месечните примања на граѓаните. Има магично стапче, затоа велам. Ќе направиме се што можеме и ќе се посветиме на ова. Потребен е колективен диалог. Има представници на новинарите и на медиумите кои што доаѓаат на тие разговори и треба да бидат присутни. Со нив ќе се договараат формите и начините. Исто така треба да се повикаат и собствениците на медиуми да бидат дел од тој диалог. Првиот човек на ЗНМ ги подвлече црните состојби во македонската медиумска сфера, побара од владата да ги дисциплинира министрите кои се закануваат на новинари. Од МВР побара ефикасно да ги расчистува нападите врз новинарите, но и ги потсети колегите дека имаат обврска да се борат за слободата и да не дозволуваат да им се гази по професионалниот интегритет. Светскиот ден за слобода на печатот исто така треба да ја потсети владата за потребата да ги почитува незините заложби за слобода на печатот. Таа има обврска да гарантира безбедност на новинарите и да ја прекине политиката на неказнивост на напади на новинари. Нулта толеранција на насилството врз новинари. Представниците на европската и американската делегација исто така ги повикаа властите да не се мешаат во работата на медиумите и да направат услови за непречено и безбедно вршење на должноста на новинарите. Значи да им се спроцесувате на сите тие кои што ви наметуваат непрофесионално известување. И сакам да го нагласам исто тоа што го кажа моите колеги, дека ќе кажем дека и САД исто така го осудува насилството, заканите или било каков начин да се замолчат новинарите во својата работа. За празникот на новинарите, политичките партии и високите функционери испратија честитки, а опозицијската ВМРО ДПМН повторно го впери прстот кон актуелната влада дека не направила ништо за слободата на медиумите. Инаку, Македонија е една од земјите која најмногу уназадувала во изминатите години и е помеѓу последните во регионот. Земјава се наоѓа на 109-то место според слободата на медиумите. Послободни од Македонија се оценети медиумите во Црна Гора, Косово, Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Словенија пак е оценета како земја со најголема медиумска слобода во регионот.